Нова недела, стари болки. Опозицијата и позицијата се обвинуваат кој повеќе роднини вработил. Се вработуваат сестри, браќа, братучеди, втори братучеди, баџанаци. И заборави да спомнеш шурнајки. И тоа и што уште не. Но една група е маргинализирана и оставена на работ на семејните односи. Тие решија да го дигнат својот глас затоа што доста беше молк. Да, така е, студио се наоѓаме на протестот на свекрвите на функционерите кои што се тука против овој непотизам кој што се случува, кај што они остана нели очигледно без работа. Се очекува некој од владините представници да дојде во овој момент и да ги изслуша овие жени кои што сакаат да се ги побараат, као што самите кажуваат, сакаме работа и сакаме права. Се надевам дека еве го представници. Ајде, ќе те бор. Сакаме работа сакаме. Значи вака, веќе чув, точно. На линија сум со премиерот, го известив за кризата и решивме да спроведеме една посебна комисија за имплементација на непотизам кај свекрвите. Зашо? За имплементација. Тоа е небитно што е тоа. Значи тотално небитно. Влезете, ќе ви објаснам све. Може така? Ајде една по една можеме да влеземе. Додека чекаме да влезат свекрвите внатре, предлагам да ја подобриме атмосферата со еден виц. Си биле настради ноџа и Трпео и Црна Арапина во една... Цепенков, ќе мора да те прекинам. Со овој приубав виц со повторно јавување на Ланчо. Ланчо, што се случува на Собиро? Дали свекрвите се веќе таму? Нема многу време, кажи ми директно што треба, пошто касно. Значи, нашите барања се јасни и децидни. Ние сакаме да не вработите сите како што сме вака заедно. Во Елем. Леле, знаем, Елем, леле, се теле. Кај да ви најдам место у Елем? Мамо, јадеш нешто, бе? Молите ме. Мамо, извини малце, те молам, имам работа. И сакаме да не вработите во Елем, таму ни се нас децата, сакаме и ние со нив. Ајде, па после ни се качите на глава тука. Тука прашинава, не е нешто средена, онде чорапите ти ги гледам. Па нема да ти велам тебе, бе дете, че велам на чистачката. Рачунај дека можеш нас да не вработиш, да ни отвориш работни места, мониторинг, например, и ние таму со хигиеничарки да се расправаме, значи со така. Кај да ви најдам место Елем, бе? Нема место Елем, бе. Мамо, тебе те молам сега престани. Да јадеш нешто. Немате квалификација. Види, квалификации донесовме. Леле, кровни она ги правиш. Гледа, мајко. Ради мама, ај. А не таму само напишано на лист донесол некој квалификација. Врхунска кровна. Врхунска. Остава, чекај, не може. Држи бе, не можам бе. Значи нема шанси, не можам да ве бутнам нигде. Добро, значи да заклучиме дека ти си неспособен да си ја... Кој ма неспособен? Кој ма неспособен? Овај твојов син е неспособен да не вработи. Значи ова сега го кажуваш и никогаш повеќе. Значи целе на тебе, од старт знаев дека не треба да иде. Да е на мене не. Од старт знаев дека не Значи треба. топ функционере и убав и способен. Бе какво твое дете бе? Ајде, молам престанете. Ти или јади или ќути. Ако не престанете, ќе ја прекинам седницата. Абе кој е неспособен бе? Ете, драги гледачи, као што може да забележиме, овие луѓе не се за во јавна администрација. Најверојатно подобро би се снашле во собрание.